Здраво на сите слушатели. Јас сум Александра, студентка на магистерски студии по психологија во Москва и создавач и председател на Македонскиот клуб на студенти во Универзитетот Виша школа за економија. Како и во секоја епизода, обично со Јоана, денеска без неа, би сакала накратко да објаснам дека Македонскиот клуб има за цел да ги проширува македонската култура, јазик, традиција, да ги соедини студентите од Македонија низ Русија, за ние меѓусебно да се поддржуваме и да си помагаме и да си го олеснуваме, да речам, оној процес на адаптација во странство, како и да соработуваме со домашни и странски студентски организации, се со цел да ја поттикнеме онаа научно-креативна дејност кај студентите, а истовремено и да ја охрабриме борбата за подобрување на високообразовниот систем во Македонија. Тоа е, така да речам, последната највисока цел на нашиот клуб. Меѓутоа, ете, за таа последна цел е создаден и овој проект кој што моментално се остварува, односно подкастот Македонијада, на кој што преку слободен разговор ќе дискутираме за прво за личноста на гостите и нивните и потоа за нивните идеи за промена на македонскиот образовен систем, тоест високообразовен систем. Меѓутоа, пред да преминам на најава на денешниот гостин, би сакала повторно да напоменам за нашето главно правило, кое што гласи дека во текот на нашиот разговор ние предлагаме конкретни решенија за конкретни проблеми во образованието. Тоа го правиме затоа што целта ни е да се фокусираме на решенија, затоа што проблемите веќе горе-долу на сите ни се добро познати. Голема чест ми е да најавам гостин кој што буквално го знам од моето детство, затоа што во Битола живееме во иста зграда, да речам влез до влез. Денес со нас е еден амбициозен, трудолюбив и посветен студент по медицина. Човек со висока работна етика, бројни успеси во своето поле и надежен иден докторски кадар. Своето медицинско патешествие неформално го започнува уште во детството, значи преку константни цртежи на доктори и пројавување на желба за да лекува луѓе, а формално го започнува за време на своите тинејџерски години со запишување на медицинско средно образование во Битола. Понатаму високото образование го продолжува на општа медицина и продолжува како демонстратор на неврохирургија на Медицинскиот универзитет доктор Параскев Стојанов во Варна, Бугарија. Значи, драги слушатели, денес со нас е Стефан Ставревски или како што го нарекуваме во Битола Ставрето. Ставре, добре ни дојде, ти благодарам што ја прифати поканата за денешната епизода на нашиот подкаст. Ти благодарам за поканата и топли вовет, Александра. Навистина ми е чест и задоволство да бидам гостин во твојот подкаст и да споделам дел од моето патешествие. Задоволството е обострано. Ставре, да почнеме со најосновното. Раскажи ни малце повеќе за твојот избор на Универзитетот во Варна и за твојот престој таму. Значи, уште од трета година во средно одлучив дека ќе студирам надвор од Македонија, со цел да се стекнам со поквалитетно и светско признато образование. Мојата желба беше да се запишам на некој од подобрите факултети за медицина во Европа. Па со поддршка од моите најблиски започнавме да истражуваме за можности за студирање во странство. После доста размислување и консултации со пријатели, двете опции за кои што се одлучивме беа Словенија и Бугарија. Најпрвен, бидејќи двете земји имаат многу подобри услови за студирање медицина, било дали станува збор за општа медицина, дентална медицина или фармација. Но така едно најголемо влијание на мојата одлука, всушност во мојата одлука имаше учеството на еден Еразмус проект, организиран од моето средно училиште доктор Јован Калаузи во Битола. Јас бев запишан на смерот завен техничар. За нашиот смер беше организирана пракса и обука во факултетот по дентална медицина во Софија. Во трета година, второ полугодие, веќе бев избран од страна на комисија да учествувам во овој проект. Тоа беше 20-дневна пракса во клиниката за максилофацијална хирургија и орална хирургија при Александровска болница во Софија. Реално, за прв пат влегов во Бугарија. Бев многу пријатно изненаден од самите организатори, народот, градот и најважно од клиниката и персоналот кои беа многу пријателски настроени и професионални кон нас. Тоа искуство ми направи да се заинтересирам повеќе за хирургијата тука.
а потоа и за денталната медицина, бидејќи нели сфатив дека за да можам да работам тоа што тие го прават, треба прво да завршам соодветен факултет. Лекарите во клиниката беа многу достапни и секогаш спремни да одговорат на моите прашања. За време на разговорите, шефот на клиниката ми препорача да студирам во Варна, велејќи буквално со истата реченица, ако сакаш да специјализираш максилофацијална хирургија и орална хирургија и да го работиш ова што ние нели го правиме, запиши се во Варна и заврши таму. Меѓу другото, разговарав со други специјалисти, од кои повеќето ми потврдија дека 80% од специјалистите во таа клиника завршиле студии во Варна. И сега на вистина тука имаше една докторка од Македонија која завршила во Варна и беше на специјализација во истата клиника, па така и таа нели ми го потврди тоа, да речем. Сите тие препораки нели ме навеле да ја донесам одлуката да се запишам во Варна, иако не знаев ни точно каде се наоѓа на мапата прво. Сепак Словенија не беше исклучена како опција. Во 4-та година започнав да учам словенечки јазик, полагав испит за диплома B2, потоа поднесов документи за студирање во Словенија, како што имав право нели таму на 3 желби. Првата беше дентална медицина, втората забен техничар и третата општа медицина. Значи тука веќе општата медицина е на трет план. И така истовремено нели започнувам да се подготвувам и за аплицирање во Бугарија, учејќи бугарски јазик. Во Бугарија имав право на 5 желби, за разлика од Словенија, а на прво место ја ставив општата медицина во Варна, второ место дентална медицина во Варна, трето во Пловдив општа медицина, четврто дентална во Пловдив и на петто место забен техничар во Варна. Ова беше направено бидејќи нели така одлучив, бидејќи сфатив дека општата медицина нуди пошироки можности за специјализација во областа на хирургијата, а денталната медицина има помал опсег. И после приемниот испит бев прифатен на медицина во Варна и тоа беше почетокот на нова фаза во мојот живот. Се чувствував многу возбудено, но без страв, затоа што имав голема мотивација и желба за успех. Брзо се снајдов во новиот град и новата земја, а универзитетот во Варна беше одлично организиран, со професионален персонал кој помогна во секој аспект. Почнав да учам во група со 11 бугари. Почетокот беше јасно дека тие се многу пријателски настроени и спремни да помогнат. Може би очекував некаква дискриминација од првин поради моето потекло и фактот дека сум македонец, но тоа никогаш не се случи до ден денес. Напротив, сите професори и асистенти се многу љубезни и насочени кон тоа да не научат и да соработуваме. Памтам како една асистентка по физика ни се обрати и рече дека ако не си помогнеме меѓусебе со материјалот, значи ова веќе втората недела од мојот почеток, нели? Никој нема да го положи колоквиумот. Без разлика кој колку поени извадил. Тоа беше поттик за сите ние да се собереме и да учиме заедно. Че бев изненаден од тоа како сите сакаат да успееме заедно, бидејќи медицината е тимска работа и е важно да си помагаме. Важно беше и и тоа што живее во средина каде што зборуваат бугарски јазик, нели, затоа што со тоа нели брзо го научив јазикот и почнав да комуницирам со другите. Така да со текот на времето станав нели многу полесно се справував со учењето, а со самото искуство во Варна ми го отвори светот во медицината и тоа е нешто што ми помага да се развивам и да продолжам нели да го следам мојот сон до ден денес. Многу интересно како забелешка, знаеш, даде дека на пример ги донесе клучните одлуки, ги донесе во една социјална средина, тоест кога кажа дека ете си бил на пример на Еразмус таму и дека знаеш тие моменти кога ете на пример асистентката ве вели дека вие сите заедно треба да бидете и сите заедно треба да се помагате и навистина светот оди на кај тимска работа, мене ми се чини во секоја можна професија. Мене и исто така интересно ми беше она што го спомна дека фактички многу јазици требаше да научиш за да стигнеш до на одлука, знаеш, каде ќе го продолжиш своето образование. И сакав да те прашам сега на кој ниво го владееш словенечкиот, а на кој бугарскиот? Словенечкиот можеби B1 ајде сега, ако не е B2, затоа што нели откако почнав тука да учам, веќе и малку ми се измешаа јазиците, да речем, нели сега го научив бугарскиот повеќе отколку словенечкиот во секој случај. Бугарскиот го владеам на доста добро ниво. Да. Може би рекол и веќе C1.
Супер, супер. Значи, онај, знаеш, не знам дали имаш слушнато за онај панславијански јазик, кој што сите Словени би го знаеле, например, без разлика од која словенска држава доаѓаат или кој словенски јазик го зборуваат, како сите ќе го знаат. И колку повеќе знаеш словенски јазици ќе знаеш, толку повеќе ќе го владееш и пансловенскиот јазик. И, Така е, да. Но да. важно да напоменам дека за Бугарија таква диплома или сертификат за јазик не е потребно при аплицирањето. Имаш потребен таков сертификат и затоа нели точно не можам да го проценам моето ниво, но со оглед на тоа како се справувам досега, Да. дека на доста добро и солидно ниво. И добро те разбрав дека си единствен странец таму? Мислам, како што кажа 11 бугари, во група со 11 бугари, а... Во мојата група да. Аха. Но што во самиот факултет, барем во моментот, дали ќе збораме за тоа понатаму, во факултетот во моментот има барем 40 македонци кои се распределени во различни години и во различни факултети. Прекрасно. Да, значи не имам. Баш сега ете, знаеш, додека се држиме на темата, јас би сакала, мислам и потаму ќе те прашам за односот на бугарите кон нас како македонци и нашиот однос нели кон нив, меѓутоа ете додека зборуваме за медицината, која што нели е доста предизвикувачка, ако не и најпредизвикувачката наука за студирање. Особено нели хирургијата или поспецифично речам во твојот случај неврохирургијата. Сакав да те прашам што ја одржува твојата мотивација да продолжиш за студирање во текот на сиве овие 6 години? Значи што те мотивира и понатаму да продолжиш со специјализацијата? Точно е дека медицината е исклучително предизвикувачка, нели, а неврохирургијата уште повеќе. Сепак токму тие предизвици се она што ме мотивираат. Љубовта кон медицината и хирургијата подочно, љубопитноста, желбата да учам нешто ново секој ден и фактот што оваа професија директно спасува и подобрува животи, ме тера да продолжам напред. Исто така голема улога е фактот што јас бев дециден дека сакам да се занимавам со хирургија во иднина, па тоа беше доволен мотив да ги надминам препреките, затоа што знаев дека се ова што го правам, целиот труд што го вложувам сега, во овој краток период од 6 години, ќе биде награден. Исто така, огромна мотивација ми се и моите ментори, професори, доценти, асистенти, колеги кои ме окружуваат. Гледајќи ја нивната посветеност и вештини, сваќам дека ова е пат што вреди да се помине без разлика на тежината. Во моментов сум на крајот од општата медицина, како што кажа, во септември завршувам, а потоа следува специјализацијата која трае околу 5 или 6 години, зависи во која држава би специјализирал. Така што патот не е краток, но со вистинска мотивација и труд, секој чекор напред носи големо задоволство. Да, буквално знаеш, особено ако те мотивираат такви пориви, да речем да се помага на луѓето, една алтруистичка мотивација кога имаш, тоа е навистина една, ја прави медицината една од најблагородните, ако не и најблагородната професија. Навистина е тоа така и ти малку ни раскажа за тоа како ја одбра токму неврохирургијата и како токму универзитетот во Варна, меѓутоа сакав да те прашам како твоите искуства за време на средното образование те поттикнале и те охрабриле да се запишеш токму на овој универзитет и токму на оваа специјализација. Значи, како што кажав, хирургијата ме фасцинира уште од самиот почеток на моето медицинско образование. Навраќајќи се назад во прва и втора година кога учев анатомија и физиологија, најинтересно и највозбудливо ми било кога сум учел за нервниот систем. А уште поназад во времето кога бев на пракса нели во Софија, како кажав дека бев на пракса нели во клиниката по максилофацијална хирургија, која всушност представува мојот вовед во хирургијата и со тоа може да се заклучи дека уште од тогаш мојот интерес бил насочен нели кон главата. Со неврохирургијата се запознав во летото после испитите од трета година, кога по случаен принцип ме распределија за обавување на сестрински стаж од 1 месец во клиниката по неврохирургија. Откако завршив со стажот, сам побарав дали би можело да доаѓам како волонтер во слободно време и да помагам или да гледам работи што ги прават, затоа што им беше доста интересно. Нивниот одговор беше многу краток и јасен: луѓето со голем ентузијазам како тебе се секогаш добредојдени. Па еве се уште таму, сега веќе и како втора година со ред демонстратор по неврохирургија, на студенти од четврта година по општа медицина и како демонстратор по општа хирургија на студенти од трета година по дентална медицина.
и во англиска и бугарска програма, но да, нели, од секогаш таму почнува се. Дополнително како наука комбинира највисоко ниво на прецизност, критичко размислување, брзи одлуки, бара вистинска посветеност, голема страст. Мозокот е најкомплексен орган на човековото тело. Можноста да работиш директно на најкомплексниот орган во човечкото тело, нели, а можноста да работиш на него, нели, да помогаш на пациенти со такви невролошки состојби, нели, и да правиш разлика во нивниот живот е нешто што ме мотивира буквално секој ден. Покрај тоа, динамиката на работата, постојаните предизвици и потребата за континуирано учење го прават ова поле возбудливо како предизвик и го тера човек, нели, да ги надмине препреките и предизвиците и нуди исто така, нели, големи можности за раст. Да, буквално, знаеш, онака победата е многу се чувствува како победувачки кога имаш толку предизвикувачка задача пред тебе и кога навистина ете колку скоро деценија од животот треба да активно да ја посветуваш на таа задача, која што после ќе породи, нели, со многу како што зборувавме, огромен алтруизам кој што се изразува во односите со другите луѓе. Сакам да се задржам на еден момент кој што ти го кажа дека го препозна ентузијазмот во тебе и благодарение на тој ентузијазам ти кажа дека таквите студенти се секогаш добре дојдени. Како е чувството да се биде препознаен таквиот ентузијазам и си го имал ли истото чувство, например, предходно додека студираше средно во Битола? Секако да. Чувството е... Да, извини пред да одговориш, само сакав да се задржам на моментот на препознаеност на твојот ентузијазам однадвор и поттикнување. Во врска со средното образование. Да, например, додека си студирал, например, додека си пројавувал таков ентузијазам, дали бил истиот забележан и дали бил на некој начин потхранет од средината? Да, долго разбирам правилно прашањето. Да, беше препознаен, само не тоа кога, пример, ме одбра да учествувам на Еразмус проект, кој патем ми го промени животот. Да, буквално. Буквална смисла, така да тогаш беше тој ентузијазам, нели, ние имавме интервјуа, моите оценки, се тоа се зеде во предвид, нели, при изборот на соодветен кандидат кој ќе оди да го представува не само средното училиште, туку и самата држава, нели, во друга држава која е дел од Европската унија. Да. Така, да, верувам дека тогаш го препозна и тоа е резултат, нели, се ова е резултат врз база на тоа. Да, буквално. Ајде малку за животот во Варна. Каков е животот таму и какво е твоето искуство до сегашно? Ајде прво за студиите, нели? Варна е одличен град за студирање, особено за медицина. Затоа што има и други универзитети. Има одличен универзитет со квалитетни професори, многу можност за практична настава, клиничниот дел е интензивен, но токму тоа помага да се стекне реално искуство. Што се однесува до животот, Варна е пријатен град, со убава комбинација од студентска атмосфера, култура, релаксиран приморски стил. Близината до морето, нели, додава посебен шмик. После напорен ден во болница, секогаш е убаво да се прошеташ на кеју или да се напиеш кафе со колегите. Народот е релаксиран, културен, отворен за разговор и отворен да помага. Според мене е нормално да се очекува тоа од град со развиен туризам и многу странски студенти. Доаѓаме до заклучок дека медицината е барана и често стресна, но градот нуди добар баланс. Има места за одмор, спорт, дружење, а и медицинската заедница е доста активна со чести семинари, конференции во градот. И така сумирано, би кажал дека Варна е супер место за учење, но и за уживање во малите моменти надвор од факултетот и останатите обврски. Да, знаеш, многу е убаво кога кога се преселуваш на одредено место, можеш да го одржиш оној баланс помеѓу работата и личниот и социјалниот живот, затоа што студиите некогаш можат да бидат многу предизвикувачки. Знаеш, да го имаш тој, да речам, вентил и социјален и спортски, да речам, каде што можеш да ја извадиш сета она енергија, негативна енергија, да речам, која што се натрупува е навистина добро. Како е дружењето, например, таму? Ете спомена дека има 40 други македонци само во твојот универзитет. Дружењето е супер.
Нели, од почетокот, не само со македонците останати кои се тука, ти гледаш да се дружиш и со локалните студенти. Да, во секој Не случај. затоа што преку нив ќе го научиш јазикот, ќе го совршиш јазикот кој што треба, нели? Јас како што кажам, во група со 11 бугари, нели? Нема како да не го научиш. Со македонците исто така феноменално дружење во однос на споделување материјали, надминување на некои административни проблеми, некои документи. Се тоа е на едно перфектно ниво во Варна во моментот. Да, да, да. До овој момент, уште од почетокот, апсолутна поддршка од страна на сите. Да, знаеш, зборувајќи за баланс, знаеш и оној баланс помеѓу работа и социјален живот, меѓутоа и балансот во социјализација, како што спомена ти, знаеш, да се држиш, да речам, со своите, да имаш некоја интеракција со нив, меѓутоа истовремено и да се работи на адаптација во културата во која што си сега и со локалните луѓе со кои што учиш заедно. Спомена еден момент дека универзитетот нуди и можности за научна работа и за конференции. Сакав да те прашам како знам дека имаш учествувано, значи имам видено кај тебе на социјални мрежи дека имаш учествувано на повеќе научни конференции и сакав да те прашам како кај тебе се роди таа желба за научна дејност. Желбата за научна работа кај мене се роди од љубопитноста и потребата да го разберам подлабоко на што учам. Во медицината не е доволно само да ги знаеш постоечките методи, мораш да бидеш и во тек со новите истражувања и да бараш начини како да придонесеш на развојот и науката. Првите чекори ги направив преку пасивно учество на конгреси и конференции во различни области, вклучувајќи интернатна медицина, други хирурги, а и веќе и со пишување на трудови и активни учества на студентски конференции во 5-та година. Во 6-та година веќе и активни учества на европски и светски конгреси, каде што сфатив дека научната работа не е само проучување на факти, туку и креативен процес, поставување прашања, барање на решенија, тестирање на некои хипотези. Повред тоа, конференциите ми возможија да запознам многу инспиративни луѓе, да разменувам идеи, да добијам нови перспективи. Секако најголема заслуга за ова имаат менторите мои од клиниката по неврохирургија во Умбал Света Марина болницата, со кои често разговараме во врска со учество на различни конгреси, кои и тие ме поттикнуваат, затоа што универзитетот во кој учам бара од секоја катедра да имаат учества на конгреси и да се пишуваат многу статии и научни трудови со се уште поголем рейтинг на универзитетот во научната работа и да се истакнува секако пред другите универзитети не само низ Бугарија, ама низ Европа исто. Така да без нив немаше да имам можност да учествувам активно и да ги споделам нашите трудови кои ги работиме пред останатата публика и останатите земји од Европска унија. И секако важно е да се додаде дека науката и клиничката пракса одат рака под рака. Јас сакам да бидам дел од двата света, и како доктор што помага на пациенти, и како истражувач што придонесува кон подобрување на медицината. Да, буквално и тие две сфери цело време се подхрануваат една со друга и се надополнуваат. Сега ми текне да те прашам, да викаш дека универзитетот цело време поттикнува, да речам, научна дејност, што е одлично. Особено, знаеш, она научна дејност или конференции кои што се меѓународни, кои што се од висок рейтинг и таков интернационален карактер. И сакав да те прашам колку универзитетот финансиски помага во учеството на такви конференции? Тука зависи. Многу зависи од учеството, какво е учеството на конгресот. Дали станува збор за светски конгрес, за европски конгрес или студентски конгрес. Така да треба да се прецени прво, имат свој состав од професори, своја комисија кој преценува дали би финансирале или не би финансирале. Јас се уште не сум учествувал во многу голем проект, каде што сме немале апаратура за да го изведеме тоа проучување, па требало да добиеме некаква специјална финансиска помош, така да не можам да го одговорам точно во тој аспект прашањето, но можам да кажам дека на многу мои колеги кои учествувале и биле поканети патен да учествуваат во конгреси во други држави, например, тие конгреси биле финансирани од страна на универзитетот
финансираат значи учеството на конгресот, смештајот и патот. Така да во тој аспект би финансирале, но јас немам такво искуство за сега. Да, искуство може би не, но како што кажа, можноста е тука и доколку излезе да речем прилика, може да се аплицира. Тоа е нешто слично како и во мојот универзитет. Значи истото е на пример доколку одреден студент сака да учествува на некоја конференција, значи буквално само треба да пушти апликација, па има една комисија преку која што врви да речем апликацијата на повеќе степени и на крајот ти даваат како фидбек дали ќе те финансираат и ако те финансираат до кој степен би можеле да те финансираат. Верувам дека сите овие можности за спроведување на научни истражувања се доста широки и дека се примамливи и тоа е навистина еден голем плюс во академската средина. И сега сакам малку и мислам ја почнавме малку таа тема, меѓутоа би сакала да се вратам повторно на неа затоа што е малце по лична тема во врска со студирањето во странство. Сакав да те прашам каква е комуникацијата и односот во целост со другите македонски студенти во твојот универзитет. Кажа дека сте доста голем број. Односот е реално супер, на многу добро ниво, како што кажав. Во однос, дали е прашање, доколку го разбирам правилно прашањето, продолжуваме со темата за спроведување на истражување со другите колеги или зборуваме општо каков е односот само? Да, јас мислев целокупно за односот, меѓутоа можеш и за истражувањето да ни кажеш. Да, добро. Значи, на многу добро ниво е. Студентите се отворени за секаков вид на комуникација, како што кажав и претходно, што од самиот почеток. На почетокот на запознавање процесот, прво тие што бевме прва година, пробуваме сами да си помогнеме, но сепак не може баш сам да си поможеш, затоа што не ти се познати доста работи низ градот. И тоа како функционира универзитетот. Тука има улога голема и универзитетот која помога и реално не поврзува едни со други, затоа што тој ти укажува во која група се наоѓа, кој колега да си поможиш. Исто така има и група на македонци, Одлично. ја е формирана од страна на поголемите, да кажам, понапред се години, во наредните години студенти. Извини малце за секунда ќе те прекинам, значи таа група е само на студенти или на сите македонци кои што живеат во Варна? Има две различни групи. Значи, група на македонци што живеат во Варна, организирани сме биле. Таква група нема, значи. Група на студенти и фактички сега веќе дел од нив се и лекари и специјализанти. Така да таа е една група која се базира исклучиво врз универзитетот, како и дополнителни работи сега, излегување, слободно време, сите останати работи кои треба да ги имаме во една група, нема како да се базираме само врз учење. Но таква посебна група за македонци кои живеат во Варна нема, ама има македонци кои живеат во Бугарија. Таа група е доста голема. Ако не се лажам, околу 10.000 луѓе. Значи стварно голема бројка. Да. И тука веќе се споделуваат некакви мислења за факултетот, некоја помош за новите студенти што ќе дојдат, например, прашањето или евентуално се организираат превоз, да си помогнат и така тие работи. Така да, доста активни се во групата, меѓу другото се доста активни, нон-стоп има некој на линија, има големи, тие се администраторите се всушност луѓе кои тука учеле многу порано и веќе тука живеат во Бугарија. Зборуваме за луѓе кои имаат по 40 години, кои веќе имаат оформени фамилии во државата и си работат и си функционираат по најнормално и се отворени за секаква помош кон новите членови на групата, фактички новите луѓе кои се преселиле во државата. Да, затоа што тој процес на адаптација е стресен, мислам без разлика колку човекот е, да речем, издржлив како личност, секогаш тој процес на новитет е многу подобро да се помине во круг на други луѓе кои што го поминале истиот процес и доаѓаат од истата култура. Како се одвиваше твојот процес на адаптација? Како ти се справуваше со тие предизвици на студирање во странство? Реално беше доста голем предизвик, како и што се
очекува кога ќе се преселуваш во нова средина. Но со текот на времето, нели, станува се полесно. Во почетокот на студиите најважна поддршка доаѓа од всушност мојата девојка и моите родители. Без нивната поддршка, мотивација и верба во мене не би успел реално да ги издржам сите предизвици со кои се среќавав кога дојдов да студирам во странство или кога правев било што друго, нели. И кога правам било што друго до ден денес. Мојата девојка беше тука да ме охрабрува кога ми беше најтешко, нели, да верува во мене, дури кога бев, нели, не бев сигурен доволно во мене или да биде, нели, емоционална стабилност на еден начин во сите моменти на несигурност. Заедно со родителите, нели, секогаш беа тука да ме слушаат и да ми даваат совети, дури кога сите нешто изгледа како да се против мене. Сепак, нели, татковците и мајките се тие кои веруваат во нас и се надеваат дека ќе успееме исто така, нели, па нивната поддршка значеше многу, не само од аспект на финансии, нели, туку и од психолошки аспект, кој е впрочем и најважната работа во тој случај. Почетните месеци беа најтешки во нов јазик, нови обичаи, нова секојдневна рутина, што треба да се приспособи човек кон неа, а љубовта и поддршката од блиските, нели, беа пак, ќе речем, клучно значење во овој период. Ми даде голема самодоверба да продолжам и да верувам дека можам да успеам во се она што сум започнал да го правам. Че без нивната улога и поддршка од мојата девојка и родители, започнувањето на оваа фаза од мојот живот би било многу потешко и затоа, нели, ќе важат за најважен мотиватор за мене и секогаш ќе останат како моја основна потпора по патот на остварување на овие цели. Најголем предизвик беше да се балансираат и студиите со животот надвор од факултетот, како што кажав и претходно. Друг начин да се справиш со тоа, веќе го кажавме, да организираш, да бараш поддршка од студенти кои веќе го поминале тоа и најпрво на кои ќе се сетиш се македонците, кои се, нели, понапред од тебе во тој момент, како што кажав. Лесно беше да се најдат и другите студенти кои минуваат низ истото ова, кои се моја година, нели, кога бевме прва година, например, и заедно да се навикнеме на новата средина. Нели, тимската работа е клучна не само во медицина, туку и надвор од неа. Да. За со време почнав да се навикнувам на универзитетот, а и животот во Варна. Може би ми потребаа некои 2-3 месеци, што е релативно брзо според мене. И ова многу помогна и контактите, нели, исто со македонските студенти, но и, нели, дружбите со локалните студенти, истото кој го кажав и претходно, ми помогна да се интегрирам во заедницата, како што кажа ти. Што се однесува до тоа, до таа адаптација, тоа би било тие се најважните фактори кои би ги оддал јас. Да, повторно оној момент кој што го зборувавме, знаеш, луѓето околу тебе, тие се најголемата поддршка, значи емоционалната поддршка која што ја даваат луѓето прават секој предизвик да изгледа како многу поостварлив отколку, знаеш, кога сам човек се соочува со некаква задача. Кога веќе ги се извинувам што те прекинам, особено, нели, во држава која, нели, по еден начин не се толкова за непријателска комност, но имаме некои такви размислувања во државата, нели, пред да одиш, јас како што кажав, немав никаков поим за Бугарија, нели, како тему си бах представува еден доста таков интересен предизвик, нели, да ја посетиш и да се соочиш таму. И всушност испеѓа сосема обратното, нели. Да, знаеш, кога постои, да речам, некоја психолошка тензија, меѓутоа таа тензија не е се уште директно изразена. И сега кога веќе ќе одиш во таа средина, гледаш дека застани малце, ако сме во наука, ние сме сега во науката и тука веќе нема политика, нема некои такви, како што кажат, и предрасуди и очекувања кои што во обичниот да речам живот ги среќаме. А кога веќе не обединува една повисока цел, дајте луѓе да им помагаме на другите луѓе, тогаш веќе се забораваат сите тие тензии кои обично се случуваат. Јас можам истото да го кажам за тука со бугарите кои што исто така се студенти, значи не колеги мои по психологија, тие сосема во други смерови учеа. Значи лани на пример имавме заедно организиравме настан, фестивал Балканика се викаше и бевме 6, сега да не сгрешам. Да, бевме 6 балкански држави и апсолутно, како што кажате, значи немаше никакви препреки или префрлувања или тензии меѓу нас. Тука едноставно, знаеш, се собравме како млади луѓе, како студенти кои што се поддржуваат еден со друг и имаат една заедничка цел. И да се види таква колаборација помеѓу студенти е навистина прекрасно.
И мислам дека е доста изразено кај младите тоа нешто. да, да, Се да. повеќе и повеќе го гледаме веќе кај младите, нели, таа сплотеност според мене и така да функционираме сите заедно и да си подаваме ракот и само на тој начин нели можеме да продолжиме напред и да го смениме по некој начин светот, колку и да звучи тоа невозможно. Да, 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 има еден по-хуманистички, да речем, по-глобалистички пристап кон нештата. Ете, и баш и тоа сакав да те прашам, да ни кажеш малку поопширно, каков е во целост односот? Значи, ете, со студентите малце го разговаравме, меѓутоа и од страна на професорите и другите домашни студенти со кои што кажа дека се дружиш кон тебе, меѓутоа кон тебе како кон македонец, дали чувствуваш? А, Да, да. го разбирам прашањето. Да, важно е ова прашање. Значи, однесот со професорите, домашните студенти кон мене како студент, нели, од Македонија е исклучително позитивен. Веќе споделив искуство со, нели, асистентката по физика уште во втората недела во студиите во прва година. Значи, сите професори, доценти, асистенти воопшто не го гледаат моето потрекно, нели, како бариера, туку како дел од нели, од различноста која го збогатува студентскиот живот. Тие се отворени за комуникација и секогаш се подготвени да помагаат, без разлика да не станува збор за академски прашања или советување околу адаптацијата во новата средина, затоа што тие се веќе навикнати со интернационални студенти и нели тука се да ја пружат таа помош доколку е потребна, нели. Што се однесува до домашните студенти, нели веќе тоа го кажав, дека односот е многу пријателски настроен. Кога луѓето нели ќе видат дека се заинтересиран, посветен и се спремиш на се спремен да работиш, тоа е менува динамиката во взаемните односи. Многу од моите колеги нели се заинтересирани сега дури да научат за Македонија и македонската култура, што точно нели што го прави нели взаимниот однос уште полесен и повозбудлив во односот за мене, например. Така да често имаме заеднички проекти со сите, и со професорите и со студентите. Заеднички активности, заедно сме работеле на многу истражувања во овој период. Научни трудови сме пишувале, сме излегувале на кафи, сме оделе на журки. Така да чувствувам дека се сведува на твојата посветеност и труд. Ако покажеш вистинска мотивација и желба за учење, сите ќе те прифатат како дел од тимот. Во однос на политиката која се води, нели, како што кажав уште пред да ја почнеме оваа тема, во однос на политиката која што се води меѓу нашата и нивната држава, можам слободно да кажам дека не сум бил дискриминиран во ништо, ниту од една страна, ниту од колеги, ниту од професори кои што ми предавале или ме испитувале, например, нели, на некаков испит. Секако дека во кругот на неблиските се, нели, колеги, може да си споделите некоја шега во било кое време, но се да се види во рамките на границите и сега, како што кажав, со најблиските сепак. Да, 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 да. Добро, и хуморот секогаш е хуморот добро дојден, особено, знаеш, ако нема задни намери, ако не е искриена агресија во хуморот, тогаш е сосема, да, сосема во ред. И многу ми е мило што го слушам ова, затоа што навистина е многу важно, е оној момент кој што го зборувавме, знаеш, на колаборација, не компетенција, не саботажа, туку навистина имаме нешто заедничко и имаме, секој од нас има одредени вештини во сферата која што ја изучува и дајте заедно да колаборираме и да направиме нешто кое што ќе биде полезно за за нашите пациенти. Сам да те прашам, какви се твоите планови за иднината? Каде себе си се гледаш во наредните 5 години, да речам, од твојата кариера? Спомена дека сакаш на специјализација да одиш и спомена дека се уште не си донел решение каде точно тоа ќе биде. Всушност, моите планови за иднина се нели тесно поврзани со развој на мојата кариера во неврохирургијата, како што кажа и ти. Во следните 5 години, да речеме, јас се гледам како специјализант и асистент по неврохирургија, каде што би работел нели на потешки клинични случаи, да се совршувам во текот на операциите и техниките нели во неврохирургијата, како и во научната работа, нели. Тоа сакам да бидам и асистент. Мојата цел е да се надоградувам постојано, не само во теоретскиот дел, нели, туку и во практичниот, со една реченица, практичните вештини кои се всушност есенцијални во оваа област. Што се однесува на прашањето тоа дали се гледам во Македонија или не, моментално би рекол дека во следните години се гледам во Македонија. Тоа е многу курсови во странство. Бидејќи специјализацијата и напредните нели тренинзи
во неврохирургијата на светско ниво се многу значајни и за развојот на кариерата, а се тоа е возможно доколку си член на определено европско или светско друштво кој организира постојано неколку пати во текот на годината на различни места, во различни држави и градови, курсови во специфична област од неврохирургијата. Но сепак, нели, таа сега е област која бара многу интензивна едукација и континуиран развој на вештини кои всушност понекогаш се побрзо достапни во странските клиники и универзитети. Тоа е факт кој нема како да го исклучиме. Сега, мојата кариера може, нели, да се развива надвор од Македонија, како што реков, сепак во иднина не е исклучува можноста да работам дома, тоест во следните месеци, дури и оваа година. Македонија има огромен потенцијал за развој на здравствениот сектор. И ако во иднина се создават подобри услови за развој на специјалисти и истражувачи, се гледам како дел од тоа навистина. Со цел да придонесам дали кон подобрување на медицинските услуги и да работам на развојот на, примерно, неврохирургијата во овој случај во нашата земја. Има желба, нели? Имам желба да се занимавам со студенти, да ги обучувам во иднина со цел да се креира и мотивира младиот и иден кадар, што сум јас во моментот, во професија кој ќе остане да работи и твори во нашата прекрасна држава, кај што живеат нашите најблиски, кој впрочем се еден од најважните фактори за да се вложиме и дадеме се од себе за подобро утре на сите нас. Затоа што сите сме потенцијални пациенти. Така, важна е креацијата на услови за раст и напредок, а веќе чувствувам дека можам да го направам тој дома и имам надеж дека ќе можам да придонесам и за развојот на медицината во Македонија. Имаме врвен медицински кадар, врвни лекари со кои сум уште во контакт и со кои имаат желба, нели, ми ја споделуваат желбата за напредок и дека имаат желба, нели, да се сменат телот работите на многу подобро. Можам да потврдам дека сите со кои сум бил во контакт се отворени за работа и гледаат кон иднината. Штета е што навистина кај нас работите пристигнуваат неколку години покасно. Се зборувам тука за апаратура која се користи, нели, но сепак забележав дека се намалува периодот на чекање во овој период и дека се модернизираат клиниките и се имплементираат новите техники кои доаѓаат со новата апаратура заедно, побрзо отколку порано. И тоа ме тера да мислам дека во иднина ќе се модернизираме и заедно во исто време со сите останати, нели, клиники низ Европа, например. Кога велиш клиники, имаш, тоест мислиш на државни или на приватни? Или и на државни и на приватни? Јас секогаш сум за државно, но зборам за двете. Да, тоа е веќе одделна тема. Многу сакам би сакала да ти кажам дека навистина многу ми се допаѓа прво твојата внатрешна потпора која што имаш, која што велиш дека да, можам јас да сменам заедно, нели, со другите доктори кои што веќе се таму и кои што го гледаат истиот потенцијал за развој што може таму, да речам, да се разработи, заедно сите сплотени навистина направиме. Значи тој момент во тој одговор многу ми се допадна и исто така многу ми се допадна оној момент кога рече дека сите ние од нашиот народ и општо сме потенцијални пациенти. Значи ти ако не се стремиш да му помагаш на својот народ, на кој ќе му помагаш? Не знам сега, веројатно и за медицинарите е исто, ама јас можам истото да го кажам за психолозите. Например, ние психолозите најдобро го знаеш својот народ. Значи ти сршта, коренот на културата ја знаеш само на својот народ и ти можеш да бидеш најполезен кон нив, можеш да бидеш најполезен со нив, не со некои странци. И како што кажа ти, например, во странство, во поразвиени држави, таму веќе има систем, таму веќе има некоја организација на која што повеќе или помалце сме во ред неопходни, ние можеме некако да придонесиме. Меѓутоа, барем јас така гледам дека, знаеш, целта на тоа да заминеш некаде и да се развиваш е потоа тоа знаење и развој да го донесеш таму од каде што си дошол. Мислам да не го забораваме тој момент и на крајот на краиштата да бидеме благодарни од каде почнавме, каде сме се развиле и што понатаму можеме да направиме. На некој начин, не на секој начин, според мене образованието е инвестиција. Особено мислам дека треба да сме благодарни, знаеш, за периодот во кој што живееме, затоа што, како што кажа ти, има многу повеќе можности и олеснетата комуникација ни помага по интензивно да ги носиме оние промени кои што би сакале да ги донесиме, например, во Македонија.
Да, и мислам дека можеме со сати да зборуваме за медицинскиот систем во Македонија, меѓутоа сакам малце пак да се вратам на твоето искуство во високообразовниот систем, значи тоест ти немаш искуство во високообразовниот систем во Македонија, но верувам дека имаш колеги со кои што си во добра комуникација и со кои што разменуваш искуства поврзани со студирањето. И сакам да те прашам дали би можел да издвоиш некои клучни елементи кои што високото медицинско образование во Бугарија се разликува од високото медицинско образование во Македонија. Дали може би има и некои елементи на образованието кои што се слични? Во што се состојат, ете накратко, во што се состојат, да речем, најголемите разлики? Да. Значи, според мен има неколку клучни разлики на начинот на организирање на медицинското образование во Бугарија во споредба со Македонија. Например, разлика во структурата на програмата. Сега во Бугарија медицинското образование започнува со 2-годишен циклус на основни медицински науки и теорија, а потоа во 3-та година има пристап на студентите до болнични и клинички искуства, што значи дека уште од раната фаза на студирањето ги добиваш тие достапи и пристапи што ги подготвува студентите да се навикнат на вистинска работа со пациент. Додека во Македонија постои поголема нагласеност на наставата се до 4-та година, каде што веќе почнуваат со поголемиот дел од праксата, низ клиниките, што може да значи помалку време за стекнување на практично искуство пред завршувањето на образованието. Исто така, има разлика во износот на практична обука која е интегрирана во теоретската настава. Така што во некои случаи студентите можеби не имаат толку рана или интензивна изложеност на болнички услови. Значи, разликата е 1 година, но значајна според мене. Потоа да зборуваме за 6-та година, каде што и во двете држави се водите како лекар на стаж или стажант лекар. Во 6-та година во Бугарија имаме 6 државни испити: хирургија, интерна медицина, акушерство и гинекологија, педиатрија и инфективни болести, заедно со епидемиологија, хигиена и социјална медицина, и општа медицина со итна медицинска помош и анестезиологија. По време на стажот се води голема контрола, се следат групите од ментори, имаме смени, а работата си е иста како и претходно, затоа што сме навикнати или поради некоја друга причина, со малку посилно темпо и поголема одговорност. Според мене, многу се важни државните испити поради фактот што го држат стажантот континуиран, да е во континуитет со учењето. Се полагаат пред испити пред државната комисија, различна од онаа комисија која ни била на семестријалните испити. После последниот испит, ти си веќе лиценциран и спремен за започнување на специјализација во следните 15 денови. Тоест, ако завршуваме околу 15 септември секоја година, на 1 октомври веќе имаме специјализанти. Во Македонија, колку што јас знам, тие имаат еден државен испит. А тоа е откако ќе завршат со факултетот, треба да одат на неплатена пракса, што е посебна улога, во некоја од клиниките, без разлика дали приватна или државна, во време траење од 6 месеци, со цел да се јават после на државен испит во Македонска лекарска комора и да се стекнат со таа лиценца докторска. Значи, во 6 години имаат тие некои тестови, во 6-та година имаат некои тестови или испитувања, се под контрола, но сепак немаат државни испити да ги држи во некаков континуитет, пред државна комисија да ги полагаат. А и времето е доста важно, во овој случај. Особено кога зборуваме за некоја личност која се запишала на медицина и поминала 6 години во факултетот, па после завршувањето веќе дополнително да оди на стаж од 6 месеци за да има можност да се стекне со специјализација дури другата година. Другото е јазикот, тоест можноста да учиш на друг јазик како и полза да учиш на бугарски, но да си обкружен со странски материјали поради странските студенти и средина. Сега, високото образование во Бугарија се изведува покрај на бугарски јазик, има и англиски јазик, што дава поголема можност за интернационална комуникација и пристап до литература, истражување и професионални ресурси на глобално ниво. Библиотеките се полни со различни материјали. Што би рекле ние голден стандард, златни стандарди. Од другата страна имаме бесплатен достап до онлайн материјали преку системот Blackboard, Lecturio, Ambos, кои се платформи за медицинска обука на студенти, специјализанти и студенти кои се запишани на докторски студии. Тоест веќе лекари.
И секако се става на фокус на истражувањето. Многу важна точка. Во Бугарија има поголема можност за учество во научни истражувања и меѓународни конференции. Бугарските универзитети се често имаат партнерства со западни и други европски институции, што отвара нови можности за академска размена. Во Македонија, иако има слични можности, тие можат да бидат помалку достапни и повеќе организирани во споредба, ограничени во споредба со Бугарија. Најчесто се оди на размена во Турција или Србија. Феноменални изеби. Страшна медицина, но сепак малку треба да се размислува и надвор од рамката. Сепак, нели, и во двете држави има потреба од самостојно учење и дисциплина, тоа е падем и најважниот дел за одржување на еден континуитет на еден студент, нели, во текот на учењето и образовниот процес. Без разлика на системот во медицинските студии се бара многу самостојно учење, дисциплина, постојано напорна работа. Колегите во Македонија често споделуваат дека и тие имаат слични предизвици како и нас, оние студенти, нели, кои студираме во Бугарија. Долги часови, стрес, испити, нели, и секако потреба за усовршување. Секаде е таа потреба важна, без разлика каде студираш. Тоа сум го заклучил барем. Да, буквално, знаеш, оној момент, првиот момент кој што ти го одвои, моментот на праксата е некако жално да речам го доживеав, затоа што веќе си трет студент кој што го споделува со нас, значи тој момент на недостаток на пракса кај нас се одразува буквално во сите сфери на високото образование. И навистина е жално, знаеш, да се гледа како цело време сме сосредоточени само на теорија и како да живееме, тоест да се обучуваме во еден таков универзитетски бабл. А понатаму, особено, знаеш, во овие науки каде што треба да работиме со луѓе, доколку само сме насочени кон теорија, тоа е сувопарно. И потоа е многу тешко тоа знаење, ако во текот на студиите не се негува, да речем, многу е тешко веднаш после студиите да се имплементира тоа, како што кажа ти, е паралелен процес. И Така е, да. Да, извини, сакаше да кажеш. Сакам да кажам дека, нели, тоа што го кажав и претходно, одат рака за рака. Да. Ние не можеме, нели, да се фокусираме целосно на теорија. Ама теоријата е многу важен дел. Во секој случај. Фундаментално е. Јас го препознавам тоа во моите колеги од Македонија. Сме разговарале. Да. Теоретски се страшно многу добри. Но, нели, дајте да имплементираме, мисля, според мене, подобро би било малку и да се имплементира и да се насочат, нели, студентите кон праксата исто. Да. И баш како што кажа ти, знаеш, оној круг на теорија, пракса и наука некако малце повеќе да се негува, тоест да има еден баланс помеѓу сите тие три сфери, затоа што на крајот на краиштата па можеби сега не знам дали во медицината се случува така, меѓутоа претпоставувам дека на пример кога се доживува, да речам, некој нов феномен во односот со пациентот, тоа може да биде поттик за ново научно истражување. И оние бази, и оние, барем во психотерапијата е така, знаеш, и оние бази кои што ти ги спомна, на пример, тие научни бази до кои што немаат пристап македонските студенти, е навистина барем во сегашното време на дигитализација не е нешто многу не е некој захтевен чекор. Значи, буквално треба само добра организација помеѓу нас и тие услови да ги обезбедиме. Сега да те прашам, ти ми кажа дека си, да речам, високо задоволен од тамошното образование, меѓутоа сам да те прашам како, дали сметаш дека на некој начин во Бугарија е подобро образованието од во Македонија? Каде студент, нели, по медицина во Бугарија, како што кажа ти, да, генерално сум задоволен со квалитетот од образованието. Што ми се допаѓа, нели, ако ви интересира, нели, што точно ми се допаѓа во бугарското образование, нели, ајде да почнеме од таа страна прво, нели. Веќе ја кажавме, добрата теоретска основа е еден од најклучните и најважните факти во тоа. Нели, универзитетите во Бугарија има добро структурирана наставна програма, обезбедува детално познавање на основните медицински науки. Раната клинична изложеност е другиот фактор за кој, нели, исто разговаравме и претходно, нели, во споредба со другите земји. Навистина Бугарија имаат можност да, нели, да студентите да бидат дел од клиничната пракса уште од првите години во студиите, нели.
мене лично многу ми помогна ова да преминам од теорија нели кон реални клинични сценарии, да се осеќам уште помотивирано. Тоа е исто така еден од факторите, мотивацијата, да си на ниво како и лекарот, ти знаејќи дека не си на негово ниво, но сепак да се чувствуваш како него, или она што го викаме, конечно почнав да го употребувам стетоскопот и да прегледувам, или понешто влегов во операциона сала. Така, Да го тоа се мотивира. почувствуваш онака на сите Точно нивоа. така. Да. Да. Тоа е се она што си го замислуваме, што сме го гледале само на сериите претходно. Сега, пристапот, исто така треба да се обрне внимание и на пристапот до современата технологија и научни истражувања. Реално тука повеќе можности за научна работа, учество на конференции и проекти. Ова е голем плюс за студентите кои сакаат да се развиваат академски, да развиваат академски кариери или специализации во странство, примерно. Големата интернационализација е исто така еден од фактите за кои исто го спомнавме претходно, дека постојат многу странски студенти и предавање на англиски јазик кои даваат можност нели човек да се сретни со глобални медицински перспективи и подобро да комуницира со меѓународни професионалци, нели. Тоа сметам дека бугарскиот систем нели нуди одредени предности, особено во однос на раната клинична изложеност, нели можноста за истражување, меѓународни контакти, ама сепак нели тоа се што го кажавме не значи дека македонскиот систем е лош. Во секој случај. Има простор за подобрување. Да. Особено во поглед на сите работи кои ги наведивме во моментот. Во крајна сметка, нели, квалитетот на медицинското образование многу зависи од самиот студент. Тоа мора да го имаме на ум. Колку труд вложил, колку е активен во барање на нови можности и колку сака да се усовршува надвор од стандардната програма. Тоа е вистината. Да, да, и баш во оној момент кога знаеш кога кажа дека нашиот систем не е лош, јас тука би сакала да се надоврзам дека буквално е имаме многу добар професионален кадар. Особено, знаеш, еве, јас можам да кажам за својата сфера дека професорите кои што мене ми предаваа, според мене, беа херои, затоа што условите во кои што предаваа беа лоши, значи техничките услови се кај нас лоши, а човечките ресурси ние ги имаме и тоа ги имаме во ненормално високи сили, затоа што ти сепак да умееш со недостаток на асистенти, со огромен број на студенти во една група, со незадоволително високо развиена технологија, ти сепак да успееш да го дадеш се од себе за студентите на вистина да добијат знаење, според мене е херојство. И тоа треба да го правиш, значи, не со години, со децени. И тие луѓе издржале и реално ни ги дале ни дале онаа основа за ние да можеме да продолжиме да се обучуваме во странство, затоа што без таа основа ние нели немаше да бидеме способни за да продолжиме да студираме во услови каде што тие технички можности се по-достапни, по-организирани. Ние со тебе сега ги озвучивме, да речам, оние главни сфери, меѓутоа многу општо ги озвучивме сферите во кои што треба да, мислам, неопходно е, навистина подитно е неопходно, да речам, да се преземи некаква, да се преземат некакви чекори за подобрување, меѓутоа сакам да те прашам, например, доколку зборуваме на по-конкретно ниво. Што мислиш ти, кои сегменти на македонскиот медицински високообразовен систем би можеле да се подобрат ако се земе како референца твоето образовно искуство во Бугарија? Па, како и што зборувавме досега, подобрувањето на клиничната пракса, нели, рана изложеност на работа со пациенти, интегрирање на повеќе практични предмети во првите години, со редовни посети на болници, директна работа со пациенти под надзор на ментор и едно од најважните, според мене, фактори, нели, тие работи кои веќе ги спомнавме и претходно. Сега, другата работа е модернизација на наставните методи, според мене, тоест поголема употреба на симулацијски центри, виртуелна реалност или интерактивни методи на учење. Значи да се поттикнуваат студентите на научна дејност исто така и истражување, тоест создавање на повеќе студентски научни клубови кои ќе организираат различни предавања и ќе остваруваат нели средба меѓу студентот, блиска средба меѓу студентот и лекарот. Доделување на ментори за истражувачки проекти би бил исто така еден од факторите и поголема поддршка за публикации во меѓународни списанија, како и во македонското списание. Подобра интеграција со меѓународната заедница,
мислам дека би било еден исто така од факторите, тоест поттикнување на разменски програми, организирање на повеќе меѓународни конференции, улеснување на студентската мобилност преку Erasmus Plus или слични програми. И секако намалување на административните пречки. Тоест дигитализација на административните процеси и автоматизирани системи за унапредување за управување со студентските опрски. Значи, апсолутно се во врска со администрација во Варна е дигитализирано. Зборуваме за медицинскиот универзитет, не можам да зборувам за другите универзитети. Секако. Овие промени се имплементираат во Македонија, според мене, мислам дека лекари ќе бидат подобро подготвени за во медицинската пракса. Да, и набројавме баги сегменти за подобрување и сакам да те прашам што сметаш ти, значи кој точно би требало да преземе одговорност и какви конкретни чекори секој од засегнатите би требало да направи секој учесник за позитивната промена да биде ефикасно имплементирана? За да се имплементираат промените прво македонскиот медицински високообразовен систем, потребно е заедничко делување на повеќе нивоа. Тоест, државни институции, универзитети, професори, студенти и здравствени установи. Прво и основно, Министерството за образование и здравство да создаде политики и финансиски услови за подобрување на медицинското образование. Зголемување на буџетот за образование и истражување во медицината би бил еден од тие начини. Воведување на стандарди за практична обука кои секој медицински факултет мора да ги исполнува. Поттикнување на универзитетите да аплицираат за европски фондови и грантови за подобрување на наставата и истражувањето. Олеснување на процесите за размена на студентите и професорите во странски универзитети. Друго нешто би било универзитетите и медицинските факултети кои треба да го преземат, тоест да ги модернизираат наставните програми. Како што се, например, изградба на симулацијски центри, виртуелни лаборатории, опремување на истите, создавање на повеќе партнерства со болници, за организирање на квалитетни клинички ротации, поттикнување на студентските научни клубови и доделување на грантови за истражување, ангажирање на меѓународни професии и експерти како гости, предавачи да доаѓаат во универзитетот, дигитализација на административните процеси за полесно управување со испити и студентски документи. Од страна на професорите и менторите треба да ја поттикнат научната љубопитност кај студентите, да ги вклучуваат студентите во истражување на клинични случаи, користење на интерактивни методи за предавање, поттикнување на студентите да учествуваат во меѓународни конференции и проекти, како тоа што се случува тука, обезбедување на конструктивна повратна информација и индивидуален пристап кон секој студент. Студентите, и тие се голем фактор, треба да бидат проактивни во барањето на знаење и практични вештини. Учеството во научни истражувања и студентски конференции е едно од најважните работи кои можат да го направат. Друго, да бараат дополнителни практични искуства преку стажирање или волонтирање. Она што јас го кажав и претходно, тоа што јас го правам во неврохирургија. Да се вклучуваат во студентски организации кои се занимаваат со медицинско образование и професионален развој. Лобирање за подобрување на условите и факултетите преку студентски собранија, каде што имаат директен контакт со професорите. И болниците и здравствените установи нели да обезбедат една квалитетна практична обука и реална клинична експозиција. Подобрување на системот за студентските пракси и стажирања, тоа што веќе го говориме назад во секое прашање скоро, вклучување на студентите во повеќе клинични процедури под супервизија се разбира. Развој на програми за менторство и искусни лекари кон студентите се исто така еден од најважните фактори. Но за ова вистинска промена нели да се направи, сепак секој учесник во системот треба да превземе активна улога. Не само министерство, не само болница, не само универзитет, и студентот. Само со координиран напор, нели сметам дека може да се постигне значајни подобрувања во медицинското образование во Македонија. Да, со координиран и со организиран напор, значи со комуникација помеѓу сите засегнати сфери во тој процес. А еве особено ние како студенти да речам, чекорите кои што ти ги наброја, например студентите да се организираат во едни официјални тела, повеќе да бидат поттикнати, повеќе да бидат мотивирани за да спроведуваат научни истражувања и нели да ја подобрат научната дејност. Сакав да те прашам, еве
земајќи да речам одговорноста како студент и фокусирајќи се на студентската сфера, да речам од овој повеќе стран од овој повеќе стран проблем, колку ти ги проценуваш своите предлози како остварливи? Генерално сметам дека се остварливи. До со различен степен на тежина и временска рамка за имплементација. Некои бараат минимални ресурси и само организацијски промени, додека други зависат навистина од политичките одлуки, финансиските инвестиции и промената на менталитетот во образовниот систем. Доколку постои волја и иницијатива, многу од овие промени може да се спроведат релативно брзо. Клучот, според мене, е соработка меѓу институциите, универзитетите, професорите и да не се исклучуваат студентите. Поголемите и системски реформи ќе бараат повеќе време и финанси, но со мали постепени чекори и добар план може да се создаде подобар медицински образовен систем во Македонија. Ете пример, според мене, доколку ги разгледаме приоритетите, може и ги систематизираме, може во рамките од 3 до 5 години да се оствари некоја позитивна промена. Да, тоа е прекрасно. Значи, тоа е доста, да речам, мал период според мене за да се направи сигнификантна промена, а меѓутоа како што кажа ти, значи со сплотеност на вистина е се можна. Само знаеш, сакав да подискутираме за тоа што мислиш во сиот овој, да речам, хаос на стратегии кои што треба да се преземат, кој е првиот чекор што треба да се направи за да се почне со остварувањето на ова. Еве ќе го земам како пример сега мотивирање на студентите за барање за нивното право, за остварување на научна дејност и на крајот на краиштата добивање на поквалитетно образование. Јас не сум експерт во оваа област, но може би според мене првиот чекор би било да се создаде една работна група за реформа во медицинското образование. Да се започне со реализација на предлозите. Првиот и најважен чекор е формирање на работна група составена од универзитетски професори, представници на Министерството за образование и здравство, студенти и лекари од клиничните центри. Да се анализира моменталната состојба, детална преценка да се направи на јаките и слабите страни на медицинското образование во државата, спроведување на анкети меѓу студентите, професорите и менторите на болницата за нивните искуства и предизвици би можеле да донесат многу добар ефект. Потоа формирање на стратегија за краткорочни и долгорочни цели, да се дефинираат реалните чекори што може веднаш да се превземат. Пример, поведување на повеќе практична настава, дигитализација, создавање на научни клубови, изработка на среднорочен и долгорочен план за поголеми реформи, пример модернизација на лабораториите, подобрување на условите за студентски стаж, да се воспостави комуникација со надлежните институции. Министерството за образование и здравство мора да биде вклучено за да даде поддршка и одобрување за можни измени. Универзитетите треба да бидат отворени за соработка и прифаќање на нови наставни методи, аплицирање на финансиска поддршка, истражување на можности од различни грантови. Гледаме дека добиваат грантови универзитетите од Европска унија, од Светска банка, од други меѓународни организации, да се поттикнат универзитетите да инвестираат во мали, но важни подобрувања. Пример, онлайн платформа за учење или опрема за симулацијски центар. Сметам дека без добро организирана работна група, реформите нема да бидат системски, туку само напротив изолирани подобрувања. И кога еднаш ќе имаме јасна стратегија, останува само волјата за да се спроведе тоа. Да, кога има точно определен план, веќе 50% од работата е завршена, останува само да се реализира оној поставен план и многу ми се допадна она што ти го речете да се тргне од студентите, што навистина звучи веројатно и можно, затоа што јас сум сигурна дека можат да се најдат, па не знам колку студенти на пример би требало за да се оформи една таква работна група. Па 10 студенти мислам дека се повеќе од доволно, зборувам за да започнат една таква иницијатива. Понатаму за расширување секако дека ќе треба повеќе. Меѓутоа навистина искрено се надевам дека овој предлог ќе биде слушнат од страна на студенти по медицина, затоа што на крајот на криштата како што зборуваме, значи буквално е се круг, на пример доколку студентите добијат подобро образование, понатаму подобро можат да го имплементираат. Понатаму тоа ќе влијае и науката, на науката, па ќе влијае и на добра состојбата на луѓето кои што нели се наоѓаат во улога на пациенти. Значи буквално сите се засегнати во
во тој сегмент. Меѓутоа, навистина треба само една волја. Некој треба да ја преземе одговорноста, да ја преземе акцијата. И сега на крајот на краиштата навистина не е нешто неостварливо, само што како што кажа ти треба организација и стратегија една. И потоа нели секако воспоставување контакт со останатите надлежни органи. Ти ветив во едно време кога почнавме да зборуваме нели за медицинскиот систем и во Бугарија и во Македонија, ти ветив дека ќе се навратиме на таа тема. Сакав да те прашам, значи како според тебе на ниво на систем се поврзани студирањето и стажирањето во болницата? Значи дали можеш да ни направиш паралела помеѓу Бугарија и Македонија за тоа како се применува сето тоа научно знаење? Може да се направи таква паралела. Да почнеме од студирањето, нели, општо по медицина, тоа дава теоретски знаења и основни практични вештини. Но стажирањето, да речеме, е една клучна фаза каде студентите ја применуваат таа теорија, нели, во реални клинички ситуации. Добро поврзан систем меѓу универзитетското образование и болничката практика треба да овозможи континуиран премин од учењето кон работа со пациенти, при што студентите нели постепено добиваат се поголема одговорност. Доколку треба да направиме таква паралела меѓу Бугарија и Македонија. Во Бугарија практичната настава започнува порано, како што кажав. Студентите поминуваат повеќе часови во болница, имаат можност да учат од специјалисти, да асистираат на интервенции порано и водат нели пациентски случаи под надзор. Тоа е многу важно. Сега се организираат и летни стажови во болниците во Бугарија. Тоа е строго задолжително, каде што студентите работат како дел од тимот. Летните стажови нели почнуваат после летната испитна сесија. Тоест студентот треба да ги положи сите испити навреме во јунската испитна сесија, со цел да може да почне навреме нели да обавува стаж од 1 месец, кој е услов всушност за да се запиши соодветниот студент во следната година нели да продолжи со студирање. Практичната настава главно е присутна во последните години, а претходно нели е била малку ограничена. Често студентите нели немаат тука можност директно да учествуваат во клинични процеси, туку само наблюдуваат поскоро според информациите кои јас ги имам. И мислам дека стажерите нели не постојат како дополнителни и му даваат право нели да одбираат кога ќе се јават на испит, додека мене пример никој не ме прашува и имам распоред со испити кој е подготвен уште од почетокот на годината. Пред време знам кога ми е испитот, нели, не можам тоа да го бирам, нели. Збораме за факултетот по медицина исклучиво, затоа што тоа е случај во другите универзитети и другите факултети. Другото нели е организација на официјалниот стаж во 6-та година. Како што кажав претходно, нели студентите од Бугарија мора да поминат едногодишен задолжителен стаж кој вклучува ротација низ повеќе медицински гранки. Секој стаж си има различно време траење, пример хирургијата си е 75 дена, а после тоа следи државен испит по истиот предмет пред државна комисија. И така истото со сите останати предмети. Така да после последниот стаж и испит, стажерите, тоест лекарите, тој случај можат да работат како лекари и да аплицираат за специјализација веднаш. По дипломирањето следи 6-месечен стаж, повеќе реално формален, според моите информации за Македонија, како што резултира нели во помалку практично искуство. По стажот се полага државен испит, како што кажав во Македонската лекарска комора, каде што се стекнуваат лекарите со таа лиценца докторска. Така да како заклучок, јас би рекол дека во Бугарија стажантите добиваат повеќе практично искуство, подобро се соодветно нели подобро се подготвени за работа по нивното лиценцирање. А во Македонија постои простор за подобрување во практичниот дел на стажирањето, но со подобра нели врска меѓу универзитетите и болниците, студентите би можеле да излезат од факултетот со многу потврста клинична основна и спремност за работа во здравствениот систем. И ако треба да кажеме накратко, нели, иако го кажав и претходно, клучни разлики и можни подобрувања за Македонија, нели, ако треба да ги сумираме сите работи, би биле подобрување на клиничната пракса од почетокот на студиите, наместо само последните години, подобра интеграција на студентите во болничките тимови, наместо пасивно присуство на ротација, реална одговорност за стажантите во последната година, за да се стигнат со практична вештина пред државниот испит и поголема транспарентност и пристапност до специјализациите.
за да се задржат најдобрите кадри во нашиот систем. Прекрасно ми одговори. Фала ти многу навистина за овој навистина конкретен и детализиран одговор кој што добро ги одвојува клучните елементи во нашиот високообразовен систем кој што навистина можат да се подобрат во Македонија затоа што даде конкретни насоки и со тоа дури ми го одговори последното прашање кое што сакав да ти го поставам. Значи сакав да те прашам што ние можеме да научиме од бугарите за да ја подобреме нашата медицинска пракса која што ти добро ги кој што ти многу добро навистина ги сумира. Уште еднаш искрено ти благодарам за отвореноста и сега за крај, како и во претходните епизоди, исто така ја оставам жешката тема за крај. Значи, кажи ми те молам со оглед на твоето долгогодишно искуство во Универзитетот во Варна, кажи ми што би можел ти лично да направиш за да придонесиш за позитивни, прогресивни промени во македонскиот високообразовен систем? Што може да се направи? Реално, јас сум се уште студент, колку и тоа да звучи, нели, како и да звучи, но зборуваме за студентите во Македонија, ова прашање како да го сфатам, за студентите во Македонија или за студентите кои сакаат да се запишат? Јас повеќе би рекла, да, повеќе за македонскиот високообразовен систем, значи за студентите во Македонија кои што студираат. Така, јасно. Искуството нели стекнато во медицинскиот универзитет во Варна, нели со тоа искуство би можел да придонесам на неколку начини. Например, според мене споделување на знаењето и искуствата преку гостински предавања или организирање на некакви работилници за студентите, каде што ќе може да се демонстрираат некакви практични вештини или пред се на таков начин, или споделување на искуства за тоа како се организира наставата клиничната пракса и самите истражувања во Варна, со цел нели македонските универзитети да усвојат некои добри практики. Другото на кое би се сетил е всушност создавање на студентски научни групи. Занимаваат со такви истражувања во областа на медицината и да речеме хирургијата. Со цел нели поттикнување на научната активност на тие студенти. Во Бугарија, пример, има неколку такви клубови кои успеаат да стапат во контакт со лекари од скоро сите болници од Бугарија. Па работат заедно на проекти кои потоа нели ги промовираат и им ги одобруваат тие нели различни трудови кои ги пишуваат во познати списанија во светот или некакви конгреси. И таму не се промовираат нели само себе или лекарите или болницата во случајот, туку ја промовираат и самата држава. Помогна успоставување на соработка меѓу универзитетите на Македонија и Варна. Пример, во тој случај, пример, универзитетот во Скопје или во Штип со Варна исто така. Да ги поттикнеме за некаква размена на студенти и професори меѓу универзитетите, на организирање на заеднички конференции и симфузиуми. Еве имаше еден таков конгрес минатата година во септември во Охрид. Беше организиран конгрес помеѓу двете друштва, тоест меѓу македонското и бугарското лекарско друштво. Нели на тие конференции и симфузиуми би можеле македонските и бугарските студенти да учествуваат заедно со нивните професори и ментори, би можеле да разменуваме искуства. Значи, Варна веќе го прави тоа, со што секоја година, например, организира конгрес за студенти по медицина, фармација и дентална медицина, како и за млади лекари. Во октомври и дополнително напролет се организираат конгреси за здрава исхрана, хигиена, социјална медицина, каде што учествуваат многу кадри од Македонија. Лобирање нели е исто така важен, еден од важните работи, лобирање за воведување на онлайн курсеви и предавања од странски експерти, што би возможно на студентите од Македонија пристап до современи знаења без да ја напуштаат својата земја. Може и споделување на добри практики од болничните едукации во Бугарија, пример, особено во поглед на ротации и практични работа на пациенти, тоест организирање на краткорочен тренинг програми во Бугарија за македонски студенти, еве например како земја која е блиска до нас, каде што нели ќе можат да се запознаат со напредните медицински техники, да се промовира идејата за подобра интеграција на студентите во клиничките тимови.
наместо само пасивно присуство на ротации. И посебно можеби зголемување на свеста на важноста на модернизацијата во образованието преку јавно зборување за потреба од подобри услови за студентите, тоест по-прогресивни наставни методи, современи лаборатории, дигитални алатки за наставата. Да, Значи, во образовниот систем не се случуваат преку ноќ. То не сметам дека, но сметам нели дека со мали конкретни чекори би можел да придонесам кон подобрување. Најважно е да се поттикнат сепак студентите и моите колеги да бидат поактивни, да учат преку пракса и да се вмрежуваат во меѓународни институции, бидејќи само така ќе изградиме подобро медицинско образование и здравствен систем во Иднина. Да, буквално, значи, оне чекор на поврзување што го кажуваш со студентите кои што сега учат во Македонија и знаеш предавање на она што ти си го научил таму, знаеш, и особено во денешните услови кои што ни ги нуди, знаеш, современиот технолошки свет, како што кажуваш, например, одржување например на некаков вебинар на студентите кои што ќе имаат можност да имаат некаков инсайт во твоето тамошно искуство. Сакав уште еден момент да озвучам од тоа што го кажа, само секунда, не ми излета од главата. Да, окей. Не можам да се сетам, а стварно ми звучеше како важно. За организирање, значи кажа, за организирање на студентите меѓу нив. За размена на професорите. За размена, да. Еве, не можам. Програми во Бугарија да доаѓаат, да се разменуваат студентите. Да, навистина многу ми се допадна, а не знам, не се сеќавам стварно што сакав да кажам, не е важно ако ми дојде ќе го споменам повторно, меѓутоа знаеш што помислив додека ми раскажуваше. Онака се викам, што доколку знаеш недостасува да речам таа активност и таа иницијативност од страна на македонската речам студентска заедница и сега си реков што па доколку например ние ја покрениме таа иницијатива, значи ние самите понудиме можеме да одржиме такво предавање или таков настан, значи наместо например да бидеме поканети, ние да дадеме можност да го одржиме тоа предавање, например да се поврземе со одредени тела или како што кажа ти, например, студентски организации, знаеш, се како да доаѓаме до заклучокот дека единствено што клучно, да речем, што недостасува, например, за спроведување на такви промени е добра мрежа, добра организација. Како сите да сме раштракани, како сите да имаме одредена подготвеност, меѓутоа никој не го презема првиот чекор. Да, така, Александра, и мислам дека тоа нешто би било многу интересно, нели, тоа е целта всушност на овие подкаст, нели, затоа ја почитувам твојата идеја. Така да, овие информации, нели, можат да се презентираат и да стигнат многу поблиску до нашите колеги во Македонија. А тоа реално мислам дека многу полесно би било исто доколку се случат, нели, контакти заедно со асоциациите на секој факултет, затоа што барем јас како што знам, се не можам да кажам за другите факултети, но факултетот по медицина се има своја медицинска асоциација на студенти. Таа асоциација се има председател и така натаму. Доколку се стапи во контакт, тие се оние кои организираат такви презентации и такви средби, да речем, меѓу професорите и студентите, па каде што нели професорот ја споделува неговата информација, нели кажува за неговото искуство во некако бил на почеток и така натаму, нели различни приказни, но нели тие се оние кои всушност ги организираат тие работи. Да, буквално. Нивна помош, нели, како што кажавме, треба да се почне од студентите според мене, ние да бидеме иницијаторите. Да. Па заедно сите понатаму мислам дека сите ќе се вклучат и ќе се стигне до поголеми структури и органи кои веќе ќе треба да реагираат. Секако, младите се оние кои што се носители на промени, нели, младите се оние кои што учествуваат најдиректно во тој процес и тие се тие кои што треба да ги презентираат, да речем, јавно тие барања кои што ги имаат, затоа што тие се тие кои што учат. Многу ти благодарам и ти посакувам уште многу успеси понатаму. Кажи ми за крај што би им препорачал на македонските студенти кои што сакаат да студираат во Бугарија. Ти благодарам и тебе, Александра.
На студентите кои сакаат да студираат во Бугарија, би им префорачал прво најдобро да се информираат добро пред да аплицираат. Да истражат кои универзитети во Бугарија нудат медицински студии. Најпознати се Софија, Варна, Пловдив, Плевен, Стара Загора. Да се проверат програмите. Дали наставата е на бугарски, дали има на англиски јазик, колку чини школарината, какви се условите за прием, дали ќе добиеш стипендија доколку се запишеш тука. Не е тајна дека студентите кои се запишуваат и учат во Бугарија, првата година се стипендирани од државата. А дали ќе ја задржат нивната стипендија во следните години зависи од тоа дали ќе го исполнат условот за стипендија, тоест дали ќе имаат одличен просек. Значи, другата опција е да се контактираат студенти и стапување во контакт со студенти веќе кои студираат таму за реални и подетални искуства. Доколку се одлучат да студираат и да следат подготовки за приемниот процес, за студиите на бугарски јазик ќе треба да поминат подготвителна година за учење за јазикот, за студии по медицина и приемни тестови по биологија и хемија. После овој чекор, останува да очекуваат сериозен академски предизвик. Медицинските студии се интензивни, во Варна бараат многу учење и пракса. Не се лесни испитите, за мен лично анатомија, физиологија и биохемија беа едни од тешките. Практичната настава е солидна, но сепак многу зависи од иницијативата на самиот студент. Ако сакаш повеќе искуство, мораш сам да се ангажираш. Во врска со јазикот, треба да се знае дека е важен, дури и ако одлучите да студира на англиски јазик. Значи, ќе мора да се знае основен бугарски, бидејќи не сите пациенти во болницата зборуваат англиски, иако е Европска унија. Можам да кажам дека студентите од странство добиваме часови по медицински бугарски во рамките на првите 2 години. Оние кои сме запишани на бугарска програма. А за оние кои се на англиска програма, тие добиваат програма во рамките на 3 години. И потврдувам дека се снаоѓаме многу добро. Следи и подготовка потоа за животот и новата средина веќе во Варна, Софија, Пловдив, тие се модерни градови со добар студентски живот и прифатливи трошоци во секој случај, која е доста голема важност за нашите идни студенти и идни колеги. Така да, исто така, во склоп на тоа, информација за кирија, за изнемување на станови и секогаш да се прашува можноста за студентски дом. И на крај крајева, важно е да се биде отворен за нови познанства, културни разлики, да се биде активен надвор од студиите доколку се запише некој иден колега, да се вклучи во студентски издруженија, да учествува на конференции, семинари, ако има интерес за научна работа, постојат можности за истражување и публикување на трудови, да практикува во болница, дури ако тоа не е задолжително, затоа што тоа ќе доведе до огромна предност во иднина. Така да, ако е некој подготвен за предизвик, студирањето во Бугарија може да биде одлична можност, но ќе зависи од трудот, индивидуалниот труд, иницијативата и посветеноста. Така да бидеме активни, да учиме, да се мрежуваме и да се користат сите можности што ги нуди системот. Се согласувам сосема. Фала ти многу, навистина ни даде детални одговори и за процесот на аплицирање, меѓутоа и после запишувањето во Бугарија, зашто верувам дека за нашите слушатели навистина ќе биде полезно. Навистина ми е мило за нашиот плоден и според мене искрен разговор. Значи се надевам дека слушателите ќе бидат инспирирани да ја земат одговорноста во свој раце како што зборувавме и да се вклучат во спроведување на промени за подобро утре на сите нас. Пред да те ослободам во наводници, ќе преминам на скроз последната точка за денес, а тоа е нашата завршна игра на избор. Значи, јас ти давам 2 опции, а ти спонтано бираш една со која што повеќе ти се допаѓа. Дали може да почнеме? Апсолутно. Океј, кажи ми, фудбал или ракомет? Двете, а едно не може? Тогаш фудбал би одбрал. Фудбал. Планина или море? Пак би рекол двете, ако треба да одберам, море дефинитивно. Море, океј. Театар или кино?
театар, на кино заспивам. Зборување или слушање? Слушање. Е, Мислам баш ми дека со зборување ќе ми речиш. не, слушање. Мислам дека за добар лекар, посебно за хирург, мора прво да бидеш добар слушател. Значи, било да се работи за пациенти, ментори, колеги, слушаш и учиш, а учењето носи подобрување. Но кога ќе дојде ли моментот, важно е да се зборува, сега како што каже, нели, јасно, прецизно и со причина. Значи, ако каже, ајде, ако треба да сумираме 80% слушање и 20% зборување. Активно слушање, така е. Комедија или акција? Акција, Видеоигри или дискотека? видеоигри, Овош или зеленчук? зеленчук, Кажи ми, на остров со девојката или со другарите? девојката. Конференција или дежурање? Двете имат своја вредност, но ако треба да изберам, дежурање. Да. Конференциите се одлучна можност за учење, вмрежување и следење, нели, на најновите достигнувања во медицината, но дежурствата се реално што не обликува како лекари, вистинска клинична пракса, реални случаи, одлука што можат да направат разлика во нечи живот, нели, токму така се учи најмногу, често под притисок, но Сршта со на најголема професијата. сатисфакција. Да, буквално. Предвидливост или неизвестност? Комбинација од двете. Како лекар, да. Од двете, Тука затоа знам што дека е предвидливост- тешко да се определи. Да, предвидливост, значи си носи сега некоја сигурност и стабилност, што е важно во медицината, особено во хирургијата, каде што прецизноста, нели, и рутината можат да спасат животи. Но неизвестноста е исто така неизбежен дел, затоа што секој пациент е различен, секој случај носи своји предизвици, а токму тие моменти на непредвидливост не тераат да размислуваме критички, да се адаптираме и да стануваме подобри лекари. Така што би рекол контролирана неизвестност во рамките на предвидливост. Мислам дека со оваа философска мисла навистина е прекрасно да се заврши и да поставиме една точка тука. Фала ти многу, Ставре, за денешното гостување. Фала ти за искрените и детализирани одговори и уште еднаш ќе речам дека навистина се надевам дека понатаму некој нешто некако ќе преземи од нашите разговори. Секако она што останува, што го зборувавме дека и ние ќе преземаме понатамошни чекори, затоа што мотивацијата е висока и пред се искрена. Така е, ти благодарам уште еднаш за поканата и топлиот нели разговор кој го имавме Александра. Навистина ми беше чест и задоволство и исто како и тебе се надевам дека ќе направиме некоја промена сите заедно. Супер.